Тројца претходници на Бектеши во економија, актуелниот министер без ресор, актуелен и поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување, поранешен директор на пазарна, градежни инспектори кои работеле во општина Кочани, нови 19 уапсени за трагедијата во кочанската дискотека Пулс. Над 20 се дополнително осомничени од првичните 27 дека со нивното несоодветно постапување или непостапување дозволиле кабарето да работи без да ги исполнува условите за угостителски објект и да добива лиценција од 2012 година. Веќе уапсени се поранешните министри за економија од редовите на ДУИ, Беким Незири и Валјон Сарачини, и Дритон Кучи, кој е актуелен амбасадор во Кралството Норвешка, е опфатен во истрагата, а според наши информации веќе е започната процедура за негово враќање во Македонија. И тој самиот потврди дека полицајци утрово го барале на адресата во земјава. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје не за да се оправдам, туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Тука сум со мирна совест, чист пред себе, со непоколевлива волја. Пред Бога и пред законите на државата, напиша Кучи на социјалните мрежи. Приведени се актуелниот министер без ресори, поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу и актуелниот директор Джеват Селами, кој е кадар на вреди. Според полициски извори под истрага се и поранешниот директор на ДЗС Аднан Джаферовски, поранешниот директор на пазарен инспекторат Виктор Демерџиев, кој пак неофицијално се сомничи за периодот додека постапувал како инспектор во истата институција. Надлежните потврдија дека има нови апсења. Обвинителството вели дека истрагата се проширува и кон други лица. По наредба најавен обвинител во тек е акција за приведување на повеќе лица, а во насока на проширување на истрагата за пожарот во Кочани. Надлежните институции ќе ја информираат јавноста координирано штом ќе бидат завршени действијата кои се во тек. Истрагата досега опфати 27 поранешни актуелни функционери, сопственикот на дискотеката и други кои правно се поврзувале со истата фирма, обезбедувањето и агенцијата која била ангажирана, проектантката која го изработила проектот пред 15 години, Пулс од магазин за лесна индустрија да стане кабаре. Тројцата градоначалници се во куќен или ефективен притвор. Обвинителството ја запре истражната постапка против Александар Карадаковски, кој претходно беше осумничен за несреќата бидејќи формално тој бил управител на дискотеката Пулс. Паралелно, друга истрага води обвинителството за организиран криминал и корупција за полициски началници и инспектори од Штипската и Кочанската полиција.